За миравци, манифестацијата Ѓура Мара и културно-уметничкото друштво Танец значат многу. Од памтивек па се до денешни дни, секој миравчанец, каде и да е, на третиот ден од Воскресението Христово, си доаѓа во Миравци, да биде со своите најблиски, на своето родно огниште, за да им одаде почит на постарите и да им ги покаже корените на своите помлади поколенија. На овој ден, преку орото Ѓура Мара, преку преубавата носија и преку зачуваните обичаи, миравчани испраќаат порака до сите добронамерници кои го посетуваат. Порака за љубов, заемно почитување и помагање. Јас знам за себе, од второ делење учествувам во фолклорно друштво, пионерско, на разни манифестации слетаве во општината, во републиката, дури и надвор сум учествувал и во Белград. И во Белград сме учествувале како пионерска група Руселии. На сите манифестации до ден денешен учествувам како или организатор, или како фолклорист. Така. Значи без преки. Само овие 2 години, 2017 и 2016, ради бабата ми се упокои и не излизех. Настанот е вистински, само не се знае од кога. Ова е наследено, јас имам, моја баба умре на 93 години, она од нејните стари го заварила овој обичај. Са праве. Значи негде за време турското владење тука и се случило ова манифестација најизразена беше во Петрово. Меѓутоа таму се иселија луѓето и традицијата почна масовно и организирано да се спроведе во Миравци. Тоа веќе 30 години. И настанот не се знае во кој село и на кој место. Да. Меѓутоа луѓето го прифатиле како чин изразен од домородното население против насилството на турската власт. Тогаш било дозволено они во секој време на секој место која мама сака да ја грабат и да ја носат, и тоа не е властично. Мојата баба била грабана уште на 18 години, па повратена. И тој обичај се негува тука во Миравци, мислам најорганизирано. Ова манифестација не постоја никаде на друго место. Започнувањето на манифестацијата има своја убавина. Многуте играорци се подготвуваат, се дотеруваат. Се треба да биде безпрекорно, да не речам совршено. Аз знам да разкажем, боја Саир, убрале такво, кажемо, нощна. И си играеле луѓето на црцелото, тука на плочата. Од напад още 16 годинки бах јас да почнама да играе нама, секакви волка играеле луѓето, народу, секакви песни. Тоа беше пълно орто стари баби. И как турчино напајде. Как напајде и ја грбнува најубавта мома. А таа да биде Марија. Арно спаса овчарчето, стигнало од планината и право грбнуве турчино и он по него. С кркарава. Тоа стапошо усовците. И тој тапачката станала голема. И кумите има лама, кумите се изплашили и отишли. И спаса овчарчето, сега спасил сестра.
нощна не носят. Тая е била най-природната нощна. Лазар, кога го играят, вие малечките, обични фустанчини. До другата година купринни в сабота, а в неделята вие и носят. Носијата кој се покажува на овој свечен ден, вековно била традиционално облекло на населението. Тогаш немало да се купе ни басма, ни астар, ни ништо, него се изработало на рака, од памук и од волна и од свила. Се преде, се ткае, се шие, се вези. За најсвечените денове, да речеме за мажачка на невестата и за свечен ден, како Велик ден Божи, некои прослави, имат доста религиозни празници кои ги слават нашите луѓе. Во тие денове се облекува она носеја која се чува само за тој ден. Тоа е традиционално. Носијата ова што се покажува денеска била секојдневна. Се удила и на поле, и на работа, и кумите ги носили овие фустани. Вела дека во Миравци се уште има жени кои што ја изработуваат оваа носија. Дали е точно тоа? Има неколку жени, меѓутоа младината не го прифаќа ова, го прифаќа само за свечениот дел. Нашата младина веќе не носи. На почеток го смета ова за останато, за нешто, да речем, не е на мода. Сега тоа е во тренд модата, меѓутоа ова се додека постоje, ние ќе постоиме како македонци, како такви, како христијани. Годинашнава манифестација собра повеќе учесника и гости. И тоа Културно-уметничкото друштво Паја Зарик од Нови Карловци, општина Инџија, Република Србија. Домот на културата Димо Николов 1908 од Черноморец, Република Бугарија. Културно-уметничкото друштво Пријатели од Јабланица и гости од Копривница, Република Хрватска. Во името на организаторот поздравен говор имаше градоначалникот на општина Гевгелија Сашо Поцков. Моја порака е ние да си го задржиме нашиот белик,
за идентитетот, за христијанството, за православието, за нацијата, единствен начин за одбрана на тоа не е јазикот и носијата. А ако тоа го немаме, значи ние не сме никој и ништо. И непрепознатливи ќе бидеме ако некаде одиме. А тоа е оно како лична карта на населението, не само во Миравци, него опште македонско. Тажната приказна за грабнувањето на убавата девојка Мара од страна на турските војници и нејзиното ослободување од братот Ѓуро, вплеткана во оро кое го играат само девојки и жени. И на третиот ден од Великден ги собра сите добронамерни на платото пред Домот на културата. Како некогаш, за уште еднаш да се потсетиме на нашето минато, на нашите потомци, да се препуштиме на сеќавањата кои ќе ни ги стоплат срцата и да го продолжиме аманетот кој тие, преку ова оро ни го оставиле нам, денешната генерација, како една убава традиција. А токму традицијата била таа која како народ не одржувала сите овие векови. Фолклорните обичаи, устните преданија и народното творештво се најверодостоен документ кој е пренесуван од колено на колено и одржуван низ вековите и преку кој ние, македонците, сме го осознавале своето потекло и својот идентитет. Ова оро и другите македонски ора се сведоци на голготата низ кој поминувал македонецот, реалистичен фолклорен приказ кој го отсликува животниот пат на македонците низ времето и ја символизира македонската вековна гордост и нашиот непокор и достоинство. Без минато не бидува иднината, без да се твори сегашноста, не се создава историјата. Се што создаваме како личности, се што создаваме како народ, го дефинираме со поимот фолклор. Македонскиот фолклор, автентичен по својата природа, содржи уникатни елементи и го представува целокупното духовно творештво на мојот народ. Ништо во животот не е поважно од својот род. Не може едно дрво да расте без својот корен, затоа што коренот не крепи, не поттикнува, не носи во височините на бескрајното општество. Затоа миравчани повикуваат да ја разбудиме историјата, за да го зачуваме она што го имаме оставено во наследство од нашите предци. Ајде да продолжиме да ги почитуваме нашите обичаи, да ги прераскажуваме легендите на нашите предци, да изиграме 3 напред, назад 2, да удриме со тапанот по ехото на минатото, во дослух со иднината, да го спознаеме крикот во секој од нас и да се поклониме на традицијата која опстојува во Миравци повеќе од 100 години.